Се враќаме во студиото, тука е Дарко Симуновски, наш чест гостин, експерт за криптовалути, но и добар познавач и на традиционалните берзи. Господине Симуновски, добре дојавте. Добре ве најдовме, благодарам за поканата. Турбулентно на криптопазарот, турбулентно и на традиционалните пазари. Ова особено, значи, имаме едни огромни турбуленции после политиката на новиот американски председател Доналд Трамп за царините во Америка. Значи, на традиционалните берзи имаме баш остар пат. Криптовалутите паднаа и тие, некако сега ми се чини дека тука се на некое ниво флуктуираат, но оно што е заеднички признак ми се чини е една нестабилност и непредвидливост, барем на краток рок. Да, апсолутно се согласувам. Значи, сега моментално светот е во една, да речеме, така наречена трговска војна, особено ова последно што се случи со меѓу Америка и Кина. Гледам дека тука станува повеќе збор за докажување на сила, флексирање на мускули, него на нешто разумно, затоа што да видиме, значи ако погледнеме целата макроекономија глобално во светот, ќе видиме дека најголем конзумер во светот на сите продукти што постојат како економија е америчката економија. И исто така, за да ги разбереме нештата подобро, мора да се ставиме и на нивна страна, на нивно место. Јас лично ги поддржувам политиките на Трамп како како човек што го разбира Трамп, затоа што сепак тој сака да направи една промена во начинот на функционирање на трговијата, затоа што САД има скоро секоја година трилион и 200 милиарди долари трговски дефицит, од кој најголемиот дефицит иде токму од Кина и од ЕУ. Само од Кина и од ЕУ скоро пола трилион е трговски дефицит. Тоа е сериозна бројка. Исто така знаеме за нивото на задолженост на САД. Е доста на високо ниво, 120% од БДП. Значи тоа е дефинитивно опасно ниво да се биде задолжен. Според економијата, секое задолжување на држава над 90% веќе е на ниво на банкрот. Далеку Америка дека би била од банкрот, али сакам да кажам дека е критично ниво. И ова администрација што сака да направи сега во САД, сака едноставно да го поправи тој трговски дефицит и за наредните години да нема толков трговски дефицит и исто така евентуално од тарифите, ако би останале, што не верувам моментално како што е дека би останале, евентуално да имаат прилив плюс во буџетот за да може да ги користат понатака за нивната фискална политика. Така да, значи, мора да се разбере нивната страна и нивната појдовна точка зошто сето тоа го прават Трамп и неговата администрација. Тоа е прва работа. Сега што се однесува до макроекономијата, цела ова ситуација дефинитивно влева една нестабилност. Берзите не сакаат нестабилност. Берзите сакаат стабилност и берзите сакаат да знаат што ќе се случува во наредниот период. Предвидливост. Точно така, предвидливост. А овде имаме непредвидлива ситуација и така да таква една непредвидлива ситуација е доста негативна за криптоберзите. Јас уште пред да се случи падот на америчката берза, дента најавив дека ќе очекувам околу 10% пат на америчката берза и тоа се случи исто дента, имаше пат, па после малку закрепна, али сметам дека има шанси се додека не се разбистри ова цела работа со војната на тарифи, трговска војна, мислам дека може и дополнително уште 10% во овој нареден квартал да се случи дополнително да падне берзата, а со тоа исто и криптовалутите, затоа што криптовалутите не се изолирани од цела оваа ситуација. Тие исто реагираат како берзата, само што се уште поволатилни затоа што е нели помал пазар. Да, во однос на тоа сакав да ве прашам, бидејќи го анализираме тој крипто свет цело време, или ајде да речеме криптофеномен, кој веќе и не е толку алтернативен начин на работа, да речеме, особено сега кога и новата американска администрација најави формирање на крипторезерви, веќе тоа се прифаќа како нормален дел. Банките се повеќе ги инкорпорираат и така натаму, но ми се чини дека доколку крипто, вие велите дека се поврзани на некој начин, реагираат, да. Но барем
според она што јас можам да го забележам, дека тие некако реагираат идентично со берзите. Кога растат берзите, расте и криптото. Кога паѓа и криптото. Дали можеби би требало да биде некојаш различно, бидејќи ајде да речеме сега одам според некоја економска логика, ако вас ви паѓа берзата како традиционален начин на инвестирање, па да барате ваму на некој начин бекап во криптото, но колку што гледам не се случува тоа баш. Да. Како што кажав, тие се зависни од макроекономијата. Како макроекономијата ќе биде во одреден момент, така и берзите ќе се однесуваат. И обично берзите реагираат пред своето време, значи на вакви негативни работи реагираат негативно, на позитивни вести, тоа што гледавме декември, јануари, гледавме рекорди, биткоин сруши нови рекорди и тоа беше исто така сентимент на самата берза. Нешто што сакам да разграничам за голем дел од луѓето што ги следат берзите и што инвестираат, сакам да им објаснам на сите, да им кажам дека тоа што се случи нови рекорди во декември на берзите традиционални и на криптото на биткоин во јануари, декември, јануари во тој период, тоа беше од сентимент, донесено од сентимент и затоа имавме нови рекорди. Едноставно луѓето беа позитивно насочени поради целата ситуација, промена на власта, сите тие про-крипто закони, Трамп и исто така со тоа за криптото, особено за најување за националните резерви, пошто во нивната политика на ова власт, на ова нова влада во САД, има веќе тие кажа дека ќе има два типа на фондови за крипто, едниот ќе биде биткоин фонд, национален фонд, и другиот ќе биде фонд за дигитални средства, нешто што, пример, Емиратите го имаат. Емиратите веќе имаат таков фонд. И така да, тоа е идејата, но меѓутоа се уште нема официјално купување од власта моментално. Се додека не се случи тоа, не можам да видам што би ја донесло берзата да оди во зелено, да биде во позитива и да руши нови рекорди. За сега, како што стои работата со тарифите и додека не се разјасни ова ситуација, особено меѓу Кина и САД, затоа што гледате дека стигнавме до 240 тарифи, тие се сосема неодржливи. Секој што познава економија знае дека тоа би било многу погубно и за едната и за другата економија. Тоа е практично прекинување на трговијата. Да, али тоа мислам дека нема да остане така како што е. Сметам дека ова е дел од преговорите за да се дојде во една подобра преговарачка рамка. Затоа што реално зборниме САД ја има таа моќ затоа што тие најмногу конзумираат и купуваат производи и услуги во светот. Така да Како еден инвеститор да ги разграничи моментите, како што вие велите, на емотивен раст на берзите, на раст само поради очекување, ајде да речеме, а не поради основни, поради добри проекти, поради добра работа на фирмите, поради позитивни сентименти на самите проекти. Ме разбирате што сакам да кажам. Значи, да речеме имаме раст поради ајде не кажам спекулации, туку очекувања. Или раст поради здрава поставеност на самиот проект. Прво да мора да сите да знаеме и да разбереме дека ние немаме поволна макроекономија одамна. Од 2021 имаше еден краток момент каде што фиктивно се испринта пари, се пуштија во пазарот. Зошто го велам ова фиктивно? Затоа што за нешто да се пуштат дополнително пари во промет, мора да има производство, мора да има накачено производство. Во ковидот ние имавме стагнација на производство, имавме пуштање на пари во оптек. И тоа беше почетокот на рушењето на економијата тогаш. И тоа си донесе реперкусии во 2022, како што знаеме, после војната 2023, високата инфлација, па после на одредени места имавме застој на економијата, односно рецесија. Европа веќе одамна е на нивото на рецесија, не е официјално во рецесија влезена, но меѓутоа е на ниво на рецесија која ќе видиш БДП буквално нема раст со години. Растот е 0 или 0.3%, што е сосема незначителен раст. Значи на ниво на рецесија се ЕУ. Така да кога ќе ги видиме сите тие работи, гледаме дека економијата не е добра. За одреден пазар, на прашањето твое,
да знаеме што е разликата, значи прво треба да видиме дека економијата е во одлична состојба. Што значи тоа? Дека индексот на производство е накачен, односно гледаме дека има производство, има потрошувачка. За да има потрошувачка мора да има ниски каматни стапки на централните банки. Гледаме дека во Америка, како најака економија во светот, се уште кредитите се таму многу скапи. Каматните стапки, Федералната банка, гледаме сега и некоја тука војна со Трамп администрацијата и ФЕД. Едноставно ФЕД смета дека треба уште да ги чуваат каматните стапки на високо ниво. Трамп администрацијата нормално им одговара да се пуштат каматните стапки со тоа да има повеќе пари оптек во самите пазари и фактички се додека не помине ова ситуација, се додека не дојдеме каде што индексот на производство се накачи, каматните стапки паднат и нормално да нема трговска војна, кога ќе се направат овие услови, кога ќе се создадат сите овие услови, тогаш ние ќе имаме правилен бул маркет, што ќе трае полого време и се уште стојам за тоа, мислам дека во ова година повторно ќе видиме нови рекорди и на берзите и на криптото некаде на крајот на годината, четвртиот квартал, ако се разрешат што поскоро овие трговски војни. Да, добро, но што да прави сега еден просечен инвеститор? Еве за криптото зборувам, на пример. Што да прави сега? Да инвестира, да чека, без разлика, да продава, дали да влегува во некои проекти кои мисли дека се... Јас што можам да препорачам, секако не е официјално финансиски совет, али тоа е мое мислење како макроекономист и криптоексперт. Сметам и јас тоа одамна сум го кажувал златото како одлична инвестиција. Јас и пред година и пола имав анализа, кажав дека златото ќе прекрши рекорди и токму тоа се случи. Во едни вакви ситуации златото и среброто, инвестиција во злато, сребро, инвестициско или во ETF преку банка може секој да се инвестира. Сметам дека тоа е одлична инвестиција во секој период, особено кога има вакви нејасноти, да кажам, во економијата. А што се однесува за берзите, за криптоберзата и за другиве овие наследни берзи, нели со акции, сметам дека треба да се селектираат проекти врз основа на анализа, фундаментална анализа, добри проекти и тие да се зема просек на цена. Постојано да се купува на просек додека е долу. Значи, барем од мојата стратегија е таква, и сите што соработуваат со мене и така да, тоа е најдобар начин за тоа што кога се фаќа еден просек кога пазарот е долу, нестабилен, се зема еден добар просек на ниска цена и после кога иде бул маркет, тоа што го правиме муавет, што би требало да се случи крај на годината или почетокот на следната година во тој период, да се продава и да се профитира. Тоа е единствен и најдобар начин за инвестирање и за сигурно да се профитира. Се друго како дневно тргување и така натака, тоа се шпекулации, не е соодветно за некој што смета дека е инвеститор. Значи за инвеститор мора да оди прво и основно мора да се гледа полга рамка на инвестирање. Долгорочно, да. Не можеш ти да бидеш инвеститор ако гледаш од денес за утре или за другиот месец. Значи мора прво тоа да се свати, да се разбере и како што кажа, во вакви ситуации, како што познатиот Ворен Бафет кажал, биди храбар кога другите се исплашени. Така да, ова е тој момент, значи може сега fair market. Да, апсолутно и како што кажав, не да се оди одма со расположливи средства и да се инвестира, туку да се земе просек на добри проекти, дали се тоа во акции или во крипто и тоа е начинот да се проведе после на bull market. Кој е соодносот за еден инвеститор, еве да речеме дека инвестира во акции, крипто и злато, еве да речеме дека го кажувате како добра инвестиција, кој би требало да биде добар сооднос? Вака, добриот сооднос не може да биде, секое портфолио треба да биде различно врз основа на категорија на инвеститор. Затоа што имаме инвеститори, повозрасни инвеститори, за повозрасни инвеститори апсолутно не е многу препорачливо нешто што е многу волатилно, затоа што повозрасните инвеститори веќе направиле одреден принос во текот на преходните децении, да кажам, и тие треба да го презервираат своето богатство и тоа што го веќе го направиле. Така да, за таков тип на инвеститор, мој предлог е да се оди на поконзервативно портфолио, каде што поголемиот процент би бил во акции што носат принос на дивиденда,
и во злато, во сребро и можеби малку биткоин во едно тоа портфолио. Но кога има некој инвеститор што е помлад, млади луѓе, значи во 20-тите години што се, значи за тие луѓе дефинитивно што можам да препорачам е да одат малку поагресивно и да ја следат технологијата, каде што можат да имаат дел од своето портфолио во технолошки акции и дел во крипто портфолио во добри проекти начело со биткоин. Така да како што кажав, значи тоа зависи од многу работи, зависи од типот на инвеститорот, која е неговата толеранција, има луѓе што не може да толерираат повеќе загуба од 10%. Значи, има такви луѓе. Многу му е, едноставно. Да, едноставно многу му е. За мене, например, јас и со 30-40% загуба во моментот, за мене нема никаква грижа, затоа што јас сум бил многу пати на минус 30, 20, дури 40, па сум се враќал на плюс 200-300 на 100 профит. Во криптото зборува. Значи, криптото е таква игра, волатилна игра и не е за некој што, народски кажано, со послаб стомак. Така да, во зависност на каков тип на инвеститор, така би одело и тоа портфолио на инвестирање. Кога зборуваме за криптото, се чини дека биткоинот останува крал на криптовалутите. Што е со останатите проекти? Етериумот, откако прекина да се мајна, како е сега? Имавме ние емисија кај вас пред неколку години, тоаш кога се смени консензусот во Етериум, јас тогаш кажав дека тоа е многу поразително за самиот Етериум како блокчейн, како јавен блокчейн. Зошто тоа го кажувам? Затоа што со тоа се дозволува концентрација на централизација. Тоа е едниот проблем, има и други проблеми. Со Етериум сакам да мое мислење, како што е правам анализата, сметам дека Етериум овој нареден булран ќе биде, мислам дека ќе биде последен булран за Етериум каде што може да се одржи на второто место. Зошто го велам тоа? Затоа што сега како што е како proof of stake Ethereum, конкуренцијата е многу голема, многу силна конкуренција има и таа конкуренција има побрз блокчейн, па дури имаме блокчейн мрежи како Polkadot што се далеку подецентрализирани од сите други, што се на на таков начин на proof of stake, така да сметам дека доминацијата на Етериум понатака со годините мислам дека ќе бледее таа доминација и најверојатно ќе видиме друг протокол, друга криптовалута, односно блокчейн што евентуално и би го поминал Етериум. Што се однесува за биткоин, јас тоа и во книгата моја го кажував, многу пати сум го кажувал, тоа е дигитално злато, нема никаква, не може ни една друга криптовалута да се спореди во никаков поглед и единствена најсигурна инвестиција во криптосветот за долг рок е дефинитивно биткоин. И како што на твоето прашање има конкуренција, конкуренцијата засега доаѓа од неколку проекти, од Solana доаѓа моментално, голема конкуренција, Sui исто така многу интересен проект. Тие дури заминаа малку и подалеку и од тоа што Solana го направи. Се извинувам. Но, меѓутоа, на подолг рок сметам дека Polkadot, јас тоа многу пати сум го кажувал и во книгата моја го објаснив, како е на нов тип, на нова генерација на блокчейн, сметам дека со текот на време многу инвеститори ќе го приметат тоа и како што гледаме, еве веќе има подавање за ETF, за криптовалутите. И сметам дека Polkadot моментално е најсилната технологија, може би декада пред другите. Но меѓутоа, тоа се уште обичниот инвеститор не може да го види. Обично ритейл, ние обичните инвеститори, обично на крајот се приклучуваат. Кога нештото веќе ќе оди нагоре, ќе експлодира, ќе биде популарно. Например, Solana јас се препорачував од 2020 година. Во 2022 кога беше само $7, $11 препорачував, тоаш не сакаше никој да ја пипне, сега сакат да ја купуваат. Така да сметам дека истото ќе се случи и со Polkadot, но меѓутоа ќе треба повеќе време затоа што поради комплексност на самиот протокол, на самиот блокчейн. Да. Ајде на самиот крај да завршиме со едно интересно прашање, доколку се случи тој булран на крајот на годината, како што велите се разбира, доколку се стабилизира економијата во такви услови,
Што предвидувате за биткоинот? Кој е следниот рекорд? Да. Јас тоа го имав на анализа пред година и пол, се уште стојам на тоа. Сметам дека доколку владата на САД не купува биткоин за резерви за сега во оваа година, сметам дека биткоин би стигнал 130 до 140.000 долари. Стојам на тоа што го кажав. Ако администрацијата на Трамп одлучи дека треба да што поскоро да почне со купување на биткоини за националните резерви, што веќе ги најавија, во тој случај сметам дека преку 250.000 долари за еден биткоин е сосема возможно и кога ќе се случи тоа, исто така морам да напоменам, веќе имаме во најава од неколку криптовалути нови ETF. За да пасниме за публиката, тие се ETF вид на инструменти, фонд, што може на берза да биде тргуван, за да може секој еден инвеститор и институционални инвеститори да имаат индиректно крипто да може да купуваат. Тоа веќе го видовме со биткоин ETF и како расте и со Ethereum. криптото, така и ETF-от исто. Да, и тоа што беше зборот многу битно да се каже, малкумини аналитичари размислуваат на оваа тема, затоа што кога иде една технологија нова, како што е криптовалутите, се уште блокчейн технологијата е прилично нова технологија, и нова класа на финансиски средства. За тоа да дојде во мејнстрим адаптација, каде што сите веќе поголем дел од фирми, институции би ги имале криптовалутите и нормално граѓаните, треба време за тоа да помине, но меѓутоа има одредени циклуси, тоа што го гледавме досега, и има супер циклус. Супер циклусот, ако владата на Трамп има можност, ако го иницира сето тоа, да го направи со купување на биткоин и со тој фонд за дигитални средства, односно за криптовалути, ако они го направат тоа, тогаш тие можат да го интригираат и да го започнат супер циклусот на криптовалутите, односно на блокчейн технологија како нова класа на финансиски средства. Во тој случај можеме да видиме навистина неверојатни рекорди што никој не ни ги помисливал. Но како што кажав, сепак тоа зависи. За да се случи тој супер циклус, мора да има адаптација, прифаќање од самите институции. Да. Добро, да завршиме со добра мисла, секогаш е подобро во позитива да се заврши. Симуновски, ви благодарам. Ке следиме, нели? Тука сме, ке се видиме пак. Секако, ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. И со ова гостување на Дарко Симуновски го завршуваме и ова Студио 10, почитувани, ви благодариме на вниманието, на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.